Кумановската болница се уште е без мамограф. Пациентките од Куманово и соседните општини се препраќаат на прегледи во другите градови. Стариот апарат не функционира од крајот на 2017 година. Болницата, како што информира менаџерскиот тим, упатила барање до Министерството за здравство. Набавката била ветена, но се уште не е реализирана поради корона кризата. Од здравствената установа укажуваат дека периодов предност се даде за набавка на други капитални инвестиции и нова опрема. Несреќна околност е што брзо после запечатувањето на стариот апарат, значи и тој беше донација, тој не бил купен нов, значи работел, бил доста амортизиран и не беше безбеден ниту за пациентите, ниту пак за вработените. Ние пишавме барање до Министерство за здравство, значи беа отпочнати некои постапки, но потоа фати корона кризата и веќе фокусот се стави на некои други работи. Да не се лажеме, значи имавме и почнато градба на ургентниот центар, новиот ургентен хируршки центар, кој што заради неплатени обврски стагнираше со завршувањето на изградбата. Тоа мораше да се реализира. Во меѓувреме, исто така, заради загадување на воздухот, моравме да побараме помош од Министерството за здравство за изградба на гасна котлара и тоа е реализирано со нивна помош, тоа се капитални инвестиции сепак. Добивме во меѓувреме и компјутерски томограф, кој е мощен скап апарат, никогаш не би го набавиле, значи со нашиот буџет. А исто така и други апарати добивавме, значи од нив, например ендоскопски столб, сет за видеоинтубација и слично. Добивме и рентген апарат, добивме и ехо апарат, значи далеку од тоа дека не сме добивале. Од болницата сепак и покрај инвестициите укажуваат дека е неопходна и набавка на мамограф, бидејќи според податоците на годишно ниво од 200 до 300 жени се опатуваат на испитувања за карцином на дојка. Старосната граница на заболени од карцином на дојка се движи од 19 до 80 години. Старосната граница за жал се поместува надолу, се повеќе млади женски лица. Има и мажи, меѓутоа бројката е незанемарлива. Ако, например, во 2019 година сме имале 219 жени, имало пријавено 6 мажи во општина Куманово. И од околните личности, и од околните општини, значи имало некоја бројка која што се движи во распон од 10 до 20 случаи, но најмногу има од град Куманово. Лекарите нагласуваат дека е неопходна превенција, а потоа и навремено откривање и третман при вакви болести.